Председателот Иванов не го потпише указот за договорот со Грција. Информацијата која утрово пристигна од Вила Водно вели дека шефот на државата на Ваков Чекор се одлучил од 5 причини. Според Иванов, првата и главна причина е што немал мандат да го потпише указот, втората дека спогодбата излегува надвор од резолуциите на Обединетите нации, понатаму истата според него не е ратификувана согласно Уставот и ја доведува Македонија во подредена положба во однос на Грција. Иванов оди дотаму што вели дека озаконувањето на спогодбата за името е кривично дело. Еден од столбовите на мојата политика во изборната програма од 2014 година е дека не прифаќам промена на Уставот со цел промена на уставното име. Не прифаќам идеи или предлози што би ги загрозиле македонскиот национален идентитет, посебноста на македонската нација, македонскиот јазик и македонскиот модел на соживот. На председателските избори 534.000 граѓани гласаа за оваа моја изборна програма и ме избраа на функцијата председател на Република Македонија. Веднаш со став се јави и владата од каде вела дека одлуката на Иванов е очекувана, но истата нема да влијае на имплементацијата на договорот за името. Од Илинденска број 2 се јасни дека референдумот ќе биде обврзувачки за сите политички субјекти. Што се однесува до одлуката на Иванов, истата беше очекувана, но таа не влијае на чекорите, односно имплементацијата на фазите од договор. Владата на Република Грција веќе ги испрати писмата до ЕУ и НАТО. Во синокишното гостување во уреднички брифинг, премиерот Заев изрази жалење што председателот Иванов ја пропуштил можноста да се приклучи во обезбедувањето иднина на граѓаните на Македонија. Еве јас жалам што председателот Иванов го пропушти моментот да се приклучи кон обезбедувањето добра иднина на Македонија. Го пропушти моментот со тоа што вака ги позиционираше своите ставови. Но никогаш не е доцна. Јас знам, после успешниот референдум, должно се сите да се поклониме и да го поддржиме, кој со глас во парламентот преку уставните промени, кој со подпис на тие уставни промени на законот за ратификација, немам дилема. По денешното известување испратено од Иванов до парламентот, информациите говорат дека собранискиот спикер Талат Џафери размислува до крајот на оваа или следната недела да свика седници и повторно на гласање да го стави законот за ратификација на договорот за името.